Овие раритетни документирани споменици, така речено, пишани, ја ослекуваат историјата на Русија во период од околу 1000 години, и тоа се најзначајните настани од историјата на Русија. Посетителите ќе можат да видат пишани документи како што е најстариот ракопис, најстарата ракописна книга, ракопис, Остромировото Евангелие, потоа најстариот руски законник, Руска правда, родословот на московските кнезови од 17 век, документи подпишани од државниците на Русија, како што се Ленин, Сталин и други, и уште многу други раритетни документи. Ние како установа во изминатиот период имаме одлична соработка со амбасадата на Руската Федерација и во изминатиот период реализиравме голем број на културни настани, концерти, изложби. Во тој сегмент би го потенцирал проектот Амбасада на историите. Уште еден аспект би потенцирал, а тоа е дека чести гости во колонијата која што реализираме ние како град, во манастирот Дрен, чести гости ни се руски уметници, кои што со тоа, со нивните дела, ја збогатуваат и нашата уметничка збирка, која од година во година е се побројна и побројна. Се надевам дека и во наредниот период нашата соработка ќе ја продлабочуваме со уште многу други настани од областта на културата. Драго ми што сме денеска заедно да продолжиме нашата соработка со Руската Федерација и посебна благодарност до неговата екселенција, амбасадорот на Руската Федерација во нашата држава, затоа што е многу чест гостин. Задоволството е наше уште поголемо да бидеме заедно, да се дружиме заедно, посебно во културата каде што сме најзастапени. Јас се надевам дека во иднина или од економски аспект тоа ќе биде продлабочена нашата соработка, затоа што тоа е посебно иднината на двете држави. Драго ми е што уште еднаш во Домот на културата Марко Цепенков се одржува една таква изложба каде што токму 1000 години од Русија, од Руската Федерација, од раритетните писма и обележја што се случувале во Русија, во Руската Федерација, во Советскиот сојуз. Ќе ги видиме некои раритетни писма на Сталин, на Ленин, понатаму од комунизмот, од Брежнев, понатаму од Јелцин, и се надевам дека најдобро она што просперитетот ја направи Руската Федерација, Владимир Путин. Срдечно ве поздравувам на отварањето на изложбата «100 раритети на руската државност» во Прилеп. Пред се, длабоко сум им благодарен на Министерството за култура на Република Северна Македонија и лично на министрот доктор Хусни Исмаили, на Центарот за култура во Прилеп и лично на нејзиниот директор господин Рубин Чотелчевски за нивната помош во организирањето на овој важен настан. Како што ви знаете, изложбата «100 раритети на руската државност» за прв пат беше представена пред македонската јавност на 1 ноември минатата година во Скопје, во Музејот на македонската борба за самостојност и предизвика голем интерес. Поради тоа, со поддршка на Министерот за култура, одлучивме да ја прикажеме и во другите градови на вашата земја. Прилеп е секако еден од најинтересните градови во Северна Македонија, кој има богата историја и културни традиции. Тој игра важна улога во зајакнувањето на тесните врски меѓу братските народи на нашата земја. Во Прилеп редовно се одржуваат културни настани со учество на руски изведувачи, као што детски музички фестивал Звездишки,
настъпи на солисти от Санкт-Петербургскиот дом на музика и така натаму. На германските војни гробишта се закопани руски војници кои загинаа во борбите на Солунскиот фронт, на чиишто гробади секоја година положуваме свежо цвеќе и венци. Овде функционира Сдружение на македонско-руско пријателство, кое чинам е едно од најзабележителните во вашата земја. Почнувајќи од 2019 година во Прилеп се изучува руски јазик. Драго ми е да ја нагласам подготвеноста на општината и градоначелник на Прилеп за развој на соработка со руските региони, вклучително и преку збракинување.